Здраво на сите, добре дојдовте на уште едно видео на каналот Татунчо. Јас сум Владко и денес ќе зборуваме за историјата. Што е всушност историјата? Историјата е таа дисциплина која што мака мачот како е појавена да го најде својот научен метод и бидејќи тој научен метод се уште не е најден, е најоспоруваната, најдискутираната, веројатно и највозбудливата дисциплина со која што ние луѓето сакаме да се занимаваме. Иако не е научна дисциплина, од време на време по некој метод испливува на површината и мислам дека најпознатиот научен метод поврзан со историјата кој што ние го знаеме е дека победниците ја пишуваат историјата. И сега, самото тоа подразбира дека победниците ја пишуваат историјата од сопствен аспект и во тој поглед пишуваат лажна историја. Што и како е прескокнато во историјата ни се наметнува од други извори, дали е тоа археологијата, дали е тоа лингвистиката, семантиката, морфологијата и многу други слични науки, а понекогаш и податоците за историските вистини или за верзиите на тие историски вистини се тука пред нас во некои многу едноставни работи, како што се нашето секојдневно живење, значењето на зборовите што ги користиме, значењето на одредени топоними, на одредени имиња и така натаму. Така што ние денес со мојот гостин ќе се обидеме да дадеме алтернативно толкување на сиви овие работи, пракосејки на она што значи историски извори, авторитети и слични работи кои што сакаат да ни ја наметнат апсолутната историска вистина која што не постои. Денес по енти пат имам привилегија и задоволство да го гостам Костадин Ристоманов. Костадин, добре дојде. Благодарам, Владко. Во оваа топла летна августовска вечер ќе разговараме за интересни работи поврзани со историјата, особено оној дел од историјата кој што ја тангира Македонија. Империите се интересен феномен, односно владењето на една држава, еден народ со повеќе народи со повеќе територии, и ниедна империја не станала империја преку ноќ или не станала империја случајно. Зошто Македонија во тој специфичен историски период на преодот на владењето или на династијата Аргеади, на владењето помеѓу Филип и Александар, за разлика од претходното бивање обично кралство, локално кралство, одеднаш станува империја. Кои се тие причини кои што доведуваат до овој феномен? И тоа феномен буквално како експлозија се случува преку ноќ. Како што напомена на почетокот, историјата пишуваат победниците и ние ако се водиме како денешните наши историчари кои што читат само тие книги што им се достапни, што им е кажано како да ја толкуваат историјата, тогаш ние не би останале без работа ние ваквите кои што сме во потрага по вистината, по историската вистина, за да си одговориме на прашањето зошто ова ни се случува денес. Мораме одговорите да ги бараме назад во минатото и за да можеме да претпоставиме што ќе ни се случува во иднина, ние мора да знаеме историјата. Или некој рекол паметно, која влада историјата, влада и со светот. И ќе влада и во иднина. Јас од секој пат сум се прашувал како се дошло до тие настани кои што историјата ни ги презентира. Како се случило да една империја, конкретно збориме за Македонија, станала империја? Ако земеме ние да анализираме географската положба кај се наоѓала Македонија, ако земеме да анализираме ситуацијата во која се наоѓала Македонија, значи знаеме со војската на Александар колку мала била во однос на војската на Дарий. Тоа била огромна персијска војска кој што, но сепак тоа е победиле. Како успеало сето тоа да се случи? И многу важно е прашањето зошто. Зошто токму Македонија? Како се случила да се случи Македонија? Ти почна веќе да објаснуваш дека ништо не се случува случајно, туку предходат редици на настани
кои што ќе дојдат до кулминација на нештото, до појавата на Филип и на Александар. Тоа е само една кулминација на нешто што траело назад во времето, официјално од Каран, тој што ги закарал, веројатно тој ги собрал тогашните родови или племиња, но претходно знаеме дека имало уште редици на цареви или владетели кои што ги обединувале тие племиња на таа територија. И сега, например, ние сите знаеме колку Македонија била силна, војнички, колку била моќна, знаеме колку она, да кажем, Македонија допренесува во духовна смисла, уметност, филозофија, наука, достигнување, музика, фолклор, песни, поезија, драми, колку била славна Македонија, ден-денеска се слави таа Македонија и сите се тепаат буквално да се прикажат дека се точно тие наследници на таа Македонија, дека таа Македонија била пример позитивен во светот и единствен негативен пример, да кажеме, кој што го знаеме, е палењето на Персеполис, главниот град на тогашната Персија. Но за да одговориме на тоа прашање, ние мораме да си поставиме и да одговориме на прашањето како дошло, нема ништо случајно, како и зошто дошло до појавата на таква империја, на таква цивилизација, да кажеме, нели, за да може да биде толку славно. Она што, се извинувам за прекинување, она што мене секогаш ме фасцинирало е кога ќе отвориме картата на таа империја и кога ќе го видиме временскиот опсег во кој што се случувала действијата, значи тоа е 15 години. 15 години. И значи да седнеме денес во кола и да го извозиме тоа, ќе ни требаат денови, недели можеби ќе ни требаат со оглед на патиштата какви се. Значи да се изоди сето тоа во меѓувреме да се војуваат и битки, да се поминуваат состојби како таа во Египет, значи да се прогласува фараон и слични работи, значи не било одење како денес со авион да се прелета целата таа територија. Феноменот на толку брзото ширење е нешто што ден денеска запрепастува. Ние ќе се обидеме сега оваа емисија да одговориме на прашањето која била мисијата на Александар, бидејќи гледаме како тоа да било некако испланирано, да било подготвено, и знаеме ние дека тој не војувал освен на 2-3 битки таму или 2-3 града кои што не сакале да се предадат, сите други го пречекале како ослободител, како решение за некој проблем. Интересното е дека првите големи битки се тука некаде на територија на денешен Израел. Па да, битката кај Ис, тоест реката се викала Ил, не Ис, после сменета, после Гавгамела имаме, нели, така да Тир и така натаму, тие се неколку главни битки, да кажеме, кај што се давало отпор, и мислам дека токму кога ќе анализираме локациите на битките, можеме да одговориме и на проблемот, тоест мотивот за походот на Александар кон истокот. Но пред да дојдеме до тие 15 години, или на владење на Александар, ние мораме да се вратиме назад на подготовката да дојде до Александар, појавата на Александар, а за да се зачува името, славата, делата на Македонија, на Александар, ние мораме да имаме во историјата и некој кој што ќе го негува, кој што ќе врши промоција, кој што се уште ќе пропаганда ќе врши преку Библијата, преку сите пишани документи тогаш, туку доаѓаме и до осознање дека Македонија не престанала нејзиното дејство и нејзиното влијание не престанало од 168 година пред нашата ера со поразот на Персија, туку на некој начин македонштината, македонците, сето тоа продолжило да го негува култот кон Македонија, кон Александар, и некаде постепенно се губи и ќе дојдеме до фамозниот 16 век, кога, или 17, 18 век е тука, кога се веќе прекинува конечно врската со Македонија, тоест престануваат
да важат условите кои што ја направиле Македонија да биде Македонија. Дали мислиш дека Берлинскиот конгрес, односно заклучоците од Берлинскиот конгрес и идејата да се препише историјата, односно се запише на поинаков начин, кој што се раѓа во тој европски романтизам, е тоа што ја сменува оваа идеја за која што зборуваш ти? Значи, ќе дојдеме до тоа, не знам сега дали да го кажам одговорот, за тоа што тие победници, тогашните победници, ја запишуваат историјата и стават печат на предходната, и они кажуваат кои се победници, кои се сега на сила, кои се во сила, кои се Василевците, и и они фактички тоа што цело време ние говориме нов светски поредок, всушност ги утврдуваат новите правила на трговија, на работење, на обстојување на државите. Тоа се случува заради промените претходно што се поставени тие промени, и они удараат темели на еден нов светски поредок кој сега функционира и е базиран на нешто друго, не е на претходниот. Значи, ако ми дозволиш, јас би почнал вака. Значи, нели знаеме приказата за Каран, како ги убеденил племињата или родовите, како ги закарал, се вика на нашки, од струмичкиот источниот дијалект, тој ги повел фактички, нели, за тоа може би Каран. Како, да кажеме, Филип ја прави фалангата, бидејќи бил заробеник, и така натаму, како Филип вовел дипломатија, како и ковале првите пари, како ги обновил старите рудници на злато, но сепак моќта и силата се базира на финансиите. Да не се правиме наивни. Никаде јас до сега во свет не најдов објаснување како станала Македонија толку силна. Да не се залажуваме, Македонија станала не само војнички, не само филозофски, не само не знам у кои други дисциплини. Таа станала и финансиски. Ние знаеме колку многу градови, преку 40-50 градови, кои ще имат преку 30-40 илјади жители. Тоа се однесе размер пута 10, што ви кажале, нели? Тоа се огромни градови организирани со канализации, со водоводи, со топли бањи. Тоа е одлика на луксус, на раскош. А раскош и луксус не може да има ако се сиромашни. Тоа мора да биде енормно богатство. И како дошло Македонија до такво енормно богатство? И што е најинтересно, значи, работите кои што дефинирале некој како богат, значи, дали се тоа специфични типови на ткаенини, дали се тоа прехранбени производи, дали е тоа накит или било што, не било се локално произведено, значи имало увоз, извоз како што има и денес, значи доаѓале од други земји, а за да дојде од друга земја мора да се плати. Значи, тоа што егалите, фратерните и либерте го направи со Франската буржоаска револуција, да нема граници, мустарини, патарини, тоа што го спомна Берлинскиот конгрес, кога се постројуват новите граници на Европа, тоа нешто се случува и назад во минатото, за да се подобри единствената стопанска гранка кој што прави најбрз развој, а тоа е трговијата. Значи, мораме ние да бидеме на чисто дека Македонија била погодна за трговија, да не кажем центар на трговијата, но била многу погодна за трговија, и всушност точките, градовите, локациите, местата кои што во одредено временски период биле погодни за трговија, тие биле енормно развиени. Еве ќе дадеме пример, тоа е Петра во Јордан, сега да кажеме, нели? Имаме еве нашиот главен град Бела или Пела, Дамаск, да кажеме, сега. Исто, сите тие градови кои ќе анализираме, ќе видиме дека тие никој до Александар, поважните градови, не излегуваат на море. И доаѓаме до сознание дека всушност трговијата до тој момент не се одвивала по море, или се одвивала многу малку по море ради гусарите, ради пиратите, заради технологијата на бродовите, заради
да кажеме, несигурноста на морето и верували или не, сувоземниот пат давал повеќе резултати по сигурност отколку морскиот. После Александар, кога он направи Александрија, после случуваат да има градови како што Александрија, после доаѓаме малку покасно доаѓаме и до Цариград и другите морски градови, кога имаме веќе силни војски, силни империи, кои што можат да го контролираат гусарењето, тоест безбедноста по морскиот пат. И сега доаѓаме до ситуација да видиме дека и Рим, како и Бела, не биле морски градови. И зошто? Тоа е интересното прашање. Затоа што локациите на тие градови треба да бидат близко до море, но доволно далеко од пиратите. Да имат морфологија на теренот, географија околу, која им гарантира безбедност за трговија и за обстојување на тие локации на тие места. Така да, ние сега ќе дојдеме и до локацијата на тоа што јас во некои други емисии го зборев за вистинската локација на првиот главен град Бела или Пела, како што се милува да го кажат тие што не знаат од МПЕБ. Значи, сакам јас да објаснам на оние кои што можеби не размислувале на таа тема, каквов бил релефот, морфологијата, географијата, каквов било во минатото. Значи, говориме за Македонија. Македонија е континентална земја, значи на континентот. Од тоа време многу покасно се појавува Солун. Ние збориме за претходницата да се појави Македонија. Единствено пристаниште тука е на Струма, најдоброто пристаниште, но безбедноста на луѓето и на градовите им нуди тесните клисури, тесници кои се влез во клисурите. Клисурите се лесно одбранливи во таквите тесници, многу лесно се одбранливи. Високите планини се пречка за војските и за тие кои што се злонамерници. Котлините се исполнети со вода и овозможуваат пловење на тогашните бродови. Тоа е многу важно да се знае. А Македонија со нејната клима овозможува да има секаков вид на житарици, на плодови, на овошја, на дрво потребно за трговија на бродови, за куќи, едно друго и така натаму. Ако ние гледаме толе Атина, Спарта, и еве денеска да идеме таму, освен сега со тие климатските промени или да кажеме со помош на харп технологијата која ќе однесе некој пат, они во годината само неколку пати врнало дош. Значи, буквално климатските услови били толку сурови, што освен кози и не можело да има ништо друго. Близината на морето, тоа значи дека секој може да дојде да те нападне и било какво ти царство да направиш, било каква некоја си организираност да направиш, многу тешко да се одбраниш. Ако одбраниш од неколку полесни пирати, тие ќе се здржат утре други ден и ќе те уништат и повторно. Еве да кажеме и нешто многу актуелно. Значи релјефот таков како што е во Македонија, планински, во време кога немало будали кои што палат и предизвикуваат пожари кои што ја уништуваат шумата, имало изобилие од шуми, а секој просечен биолог ќе ви каже таму каде што има шуми, има изобилие од врнежи, што значи има изобилие од вода, што значи има изобилие од плодови, односно од сега јас ќе кажам слободно дека некој нас намерно ги пали шумите. Ќе земам примерот со Далмација. Далмација во времето на Венеција, на тие млечките републики и така натаму, била сосечена да се направи Венеција, да се направат бродови, и сега Далмација не може да се поврати од тој удар, иначе она била богата со шуми, исклучително богат со шуми. Секој одеме у Хрватска, само камења гледаме и Црна Гора, да кажем, тука тоа е катастрофален релеф. Така да, ние сме и располагале со нешто кој што сега не може да увидиме. Пловни котлини за малите, средни бродови кои што се движат
во котлините и кои што возможуваат да се врши трговија. Конкретно, да не објаснувам, бидејќи имавме емисија да објаснувам дека главниот град на македонците Пела или Бела се наоѓа на Белата планина на Беласица, дека 13,5 километри од Миеза, Миедзеа, тоа е Струмица. Така зборувавме за царските куличи. Да не го објаснуваме, да кажем, нели, дека најтоплиот извор е во Белата бања, најладниот извор е Белата чешма во областа Бела црква и они се вливат во Белата река. Всушност Белата река всушност е Моноспитското блато кој што другарот Тито нели ни го исуши да не спаси кобајаѓе од комарци и така натаму. Значи локацијата на таа Бела е доволно далеко, некои се 80 километри воздушна линија од морето, но доволно блиско со бродови да се стигне до пристаништо преку Струма и да се тргува со цел свет. Така само да посочам, значи видеото за кое што зборуваше родното место на македонските цареви, луѓето можат да си го погледнат, значи за да не се повторуваме со тоа што сме го кажали таму. Значи, ако гледаме денес што се случува војните, може некој ќе нарече верски војни, може некој ќе нарече пучови, може би некој ќе нарече револуции, но во суштина и ова се што случува украинската војна, криза, да каже војна криза, нели се уште не е прогласена за војна од руската страна, се сушност за трговијата, за богатствата на таа земја, кој ќе тргува со тие богатства, кој ќе експлоатира. И сега знаеме дека Америка им ги зема Северниот поток од Русија и ќе им продава на европејците истиот руски газ, но 3 пати поскапа цена. И тоа е одговор и тогаш и сега трговијата е основна гранка за движење на едно општество, за богатење на поединци кои што после прават богата држава. Но што имаме, за разлика од тогаш и сега, за разлика од Македонската империја и сегашните така наречени империи или другите империи во историјата, мора да нагласиме една разлика и за тоа се должи славата на македонците, дека богатствата на поединците не служеле за себе величење, туку тие правиле патишта, тие граделе библиотеки, тие правиле театри, тие биле мецени. Тоа значи ме цениш и затоа ми плаќаш на мене како уметник, ми даваш простор, ми даваш земја, ми даваш робови или не знам слуги, ме плаќаш ти мене за јас да развивам некоја одредена гранка, дали уметноста, дали филозофијата, дали сликарство, дали поезија. Значи уметниците, филозофите твореле во Македонија за тоа што дали тоа било со указ, дали било таква македонштината, дали имале такви закони, не знам, за разлика од другите империи, инвестирале во тогашната, да кажеме, наука или филозофија, бидејќи филозофијата ги окупира сите други гранки. И тоа е значењето на македонците, на Македонија, што печалбата од трговијата и парите што се трупале во Македонија, ја направиле Македонија да биде бисер, да биде пример во светот, дека знаеме дека македонците не држале робови, не биле такви скаперници, да кажеме. Нема запишани докази за тоа. Значи не знаеме, ама викат дека немале робови, а знаеме дека имале велелепни градови 3-40 колку ги набројува таму. Знаеме дека имале такви бањи, такви библиотеки, значи уметнички дела ненадминати, градежници ненадминати и така натаму. Значи тоа нешто да се створи, требало да има илјадници години мир, да има соживот, да има владење на некои закони, на некое право. Ние, еве сега ќе загатнам дека хиперборејците, нели тие што не знаеме кои биле, тие некои што ги објаснат со долги бели бради, огромни луѓе и така натаму, исто така се едно далечно минато и предци на македонците. И веројатно таа илјадогодишна или неколку илјадници години култура што се развива, еве земеме ние глаголицата за која што никој не знае кој ја створил и како кој е употребувал, ако земеме кирилицата, ако земеме писмото
што Тентофи и Бошевски су го открили. Тие се неколку писма. Ние слободно може да кажеме дека и ова кој не писмото е огромен придонес на македонците, дека и латиницата и латинското писмо има огромен придонес на македонците, ако се турци, оние расејните, кои што се раселуваат после Тројанската војна. И ако ние тргнеме од фактот дека трговијата била таа што ги развивала градовите, тогаш многу лесно може да објасниме кои били набатеиците во Петра, каде што поминува Муса Вади, а Вада или Вади е река, значи ние го разбираме што значи да вадеш, да наводнуваш, а Муса значи Мојсија, нели, Мојсијовата река. Да, во нашиот источен говор браздата, значи на македонски е бразда, а на воисточниот говор бразда е вада. Да. И па и тоа источниот говор малку ни приближува кон главниот град на македонците Бела, мојата предпоставка, нели? Так. И таму живееле оние набатеиците, а Б и В, знаете оти како се менуваат, тие се на Ваата, значи оние кои што живееле на Ваата, таму на таа Вада, Муса или Мојсијевата Вада. И сега, тие се точки, пунктови кај што имало услови за трговците да преноќеваат, да вршат размена на својата роба и да продолжи таа роба да се распространува низ цел свет. Значи, во античко време многу било важно трговските патишта да функционираат, да бидат безбедни. И сега доаѓаме до друг заклучок дека патиштата биле сувоземни, но зошто, да кажеме, Беласица е многу интересна како терен за трговските каравани. Затоа што кога се истоварат на устието на Струма или кои доаѓаат по сувоземен пат од Азија, се качуваат горе на Беласица и тогашните сила, таа животинска сила била биволи или камили. Ево, Струмица, Струмичко има камиларци се уште, дека имаме камили. Во Струмица и Струмичко се уште има биволи, кои што се оставштина од тие, знаеме дека се од Индија, од Египет, тие се не се животни тука кои што се имат услови да се створат, мислам да обстојуват, тие се донесени од некаде, а биволите имат огромна моќ да носат товари и да се движат по стрмните височини и патиштата биле по планините и тоа по врвовите на планините. Кој не бил на Беласица не знае дека имаме околу 70 км антички пат. Најбезбедно место е на врвот на планината, затоа тргувањето почнува од март месец и завршува негде во октомври, ноември месец, кога престануваат условите. Како беше од Ѓурѓовден до Митровден, така некако? Да, не, Ѓурѓовден, Митровден, тоа е на пола годината. Годината точно на пола се дели, од Ѓурѓовден до Митровден. Но во март, на 22 март, македонската нова година, почнуваат свадбите, почнуваат војните, почнуваат трговијата. Так. И тоа го спомнев во претходната емисија, сега да не се повтораме, дека... А интересно е за биволите дека се огромни животни, кои што се многу поголеми од биковите. Јас имам видено во едно кочанско село, доскоро ги имаше, значи во Чешиново, огромни се, буквално како планина од животни се и имаат многу вкусно млеко даваат женските биволи. Да, и тие ги има дури и во Италија ги има, дали ти знаеш, во Италија живееш и тоа најдоброто млеко, најквалитетното млеко. Богато со масленост. Да, богато со масленост. Значи тие животни можеле да носат, да теглат товар, тоа се биле со дрвени тркала и коли, и се најбезбедно било ако се движат доле во мучуриштата, полни со вода, со шума доле, да кажеме, може да бидат нападнени, може да пропаднат во тоа. Најбитно е било да се движат таму кај што нема потреба од мостови. Само по врвовите на сртовите на планините нема потреба од мостови. Значи, мостовите може да бидат запалени, може да бидат уништени, но најдобро е да се движиш таму кај што тлото ти е сигурно, кај што се движиш ти од високото и многу лесно може да се одбраниш од било кои напаѓачи, и најбезбедно и најкраткото растојание. Кога се качиш ти, еве на Беласица има 70 км, се качиш по Беласица и ти поминуваш 70 км за 2 дена, бидејќи околу 40 км може да се движат на ден, за 2 дена поминуваш 80 км
и 17 и неколку километра и ти стигаш на одредиштето Бела кој што го запишал Евлија Челебија дека еднаш во годината а, значи, кој трае 40 дена, се изведува најголемиот трговски панаѓур во свет. Евлија Челебија тоа пишува на 143 страна од неговата книга за патешествијата низ Македонија, која доаѓа во Струмица, пишува на таа страна дека еднаш во годината се случува тој панаѓур од каде што од Индија, од Египет, од секаде, од цел свет и од Европа доаѓаат трговците тука да вршат трговија. Ако тоа го забележал Евлија Челебија во почетокот на 17 век, нели? Тогаш можеме да замислиме што било многу порано. Тоа морало да има војска да го обезбедува, мора да имало сместувачки капацитети, мора тој град да биде богат, дори да има за богатите, треба да има бањи, да се бања, да има се и се што, да не кажеме и други работи, конкубини и се и се што. Така, морало да има за уживанција, морало да има вино и така натаму. И така да основната трговијата што се вршела биле производите од истокот кои ги нема на западот, а тоа пред се свилата, зачините, тоа се били најважните нешта, зачините и свилата, кои што не тежат многу, ама се доста скапи, и ако успеете вие да ги пренесете, од Европа ќе земете кожи, од Европа ќе земете најважниот продукт, виното, а каде има услови за вино, најдобро, тоа имало во Македонија. Значи, таа трговија, лесна трговија, да кажеме, нели, кој што многу лесно, со не многу голем товар, може да биде многу приходна, а таа трговија што тогаш се развива. Вие не знаеме приказата за свилата, нели, како монасите пренеле тој чаурата од свилата, нели, во Бастумот, како пренесено, открадено од Индија и така натаму, па така црниците или морејките, морус, нели, црници, повторно се развиваат у Македонија и доскоро се одвиваше во Македонија, таа се почнала во Македонија се гледа и свилна буба, но исто така во Македонија располага идеални услови со одгледување на афион, кој што, да кажеме, дава морфиум, кој што дава опијати, нели, таму тој збор опиум, нели, латински збор, многу голем латински збор, да го опиеш умот, мислам, тој тоа латински. Така, опиум е всушност зборот за афиона, не за самата субстанца дрога, значи, ама од друга страна не е единствениот производ, значи афионот го дава и макот, кој што е одлично прехранбено средство. Па така е, така. Значи, само да ви кажам, Македонија располагала и денеска се исти тие услови, климатски услови слични, мислам дека не се многу разликуваат, се слични, но морфологијата на теренот не е иста. Пловни мучуришта, богати шуми, ако погледнеме другите краишта, сиромашни и бедни, и Македонија е портата кон Европа или последната порта од кај што азијатите ќе донесат робата тука, и таа размена веројатно се установила уште пред Филип. И тој што еве денеска, например, земете го најголемите панаѓури кај што и се прават тие сајми што прават, нели? Тие се центри за развој. Таму доаѓаат сите и разменуваат мислења, купуваат, тргуваат и така натаму и така. Една работа околу производите сега инстантно ми текна разговарајќи со еден друг мој соговорник. Значи го спомна афионот. Значи се зборува дека македонскиот афион има супериорни карактеристики во однос на најпознатиот светски афион, тој е афганистанскиот. Значи по единици на концентрација или на сите тие активни единици што ги има. Друг еден производ кој што исто така е и во забранетите производи во денешницата, а исто така на македонско тло дава совршен квалитет, тоа е канабисот. Да. И виното кое што ти го спомена, значи кое што се разликува од виното што може да се произведе во краиштата кои што немаат студени зими, кои што се, значи,
супер топли лета и благи млаки зими, а ние имаме топли лета, исклучително топли лета, ама од друга страна имаме и студени зими. Знае редовно да падне во јануари под нулата и тоа сериозно да замрзне. А, значи, полека дојдовме до најстратешкиот производ. Македонија што го имала, покрај афионот, веројатно и канабисот, кој се употребувал во многу цели. И афионот ние доаѓаме до Се извинувам, само да прекинам, кога го спомнавме канабисот, значи со еден друг соговорник говоревме за тоа дека самиот оклоп што го носел Александр не бил метален, туку бил од пресуван канабис, односно пресуван коноп. Да. Така што значи денеска нема нешто што не се прави од канабис, може да се направи. Јас имам гледано видео кај што е правен шасијата од канабис на кола, шасија која буквално неуништива. Неуништива. Значи облека, како што спомна, нели, хартија, пластика. Нема нешто што не може, идеално за ѓубриво и така натаму и така натаму. И сега кога се уништат условите, еве со забраната на афионот, со забраната на канабисот, се уништија многу гранки. Да не кажеме и за народната медицина која што прогласија за бабени деветини некои приказки, па воведоа петрохемиска фармација. Да, кој што лечи симптомите, не лечи причините. Значи, Македонија, покрај тоа што била географски близко до морето, а сепак безбедно далеко од Југославието, покрај тоа што била територија кој што лесно се одбранува и богата со се и се што, но клучно е за мене покрај другите производи што растат, се произведуваат, еве дрвото не го спомнавте, например, ама ќе го спомнам бидејќи од дрвот се прават бродови, од дрвот се прават куќи, од дрвот се прават мебели, од дрвото се прават буриња за чување на виното, и тоа е нашиот дап, нели, Кверкус македоника, мислам се вика, или нашиот бел дап. Исто и црницата која што ја спомна преска, што е поврзана со свилото, мислам дека е добра за правење на буриња. Да, но сепак за ракија чување, не за вино. Не за вино, да. Сега, ние имаме еден израз, една реченица кој што често пати ја спомнуваме и наоѓаме во историјата, вели in vino veritas est. Тоест на македонски вели во виното вистината е. Јас еве сега да кажам јавно дека мојата обсесија е виното, мојата обсесија за истражување е во виното, барајќи вистината, нели? И сега, од секогаш се прашував, што може да има во тој пијалок, во виното, каква историја може да има, и најчесто објаснувањето вели дека ако, нели, како некој го опиеш со вино, он ќе почне да зборува вистината, нели? И затоа демек во виното била вистината. Но за мене тоа е тотално погрешно. Зошто затворениците не ги опиваат со вино, па да ја кажат положбата на своите соборци или било која друга тајна, туку им корнат ноктите, ги тепаат и не знам, нели, поевтино и по-лесно ќе излезе да им дадат вино, да ги опијат и ќе ја кажат вистината. Ама сепак нив ги измачуваат и малтретираат за да кажат вистината. Значи, не држи тоа дека во виното се наоѓа вистината, ти пијан ќе зборуваш вистината, туку мислам дека во името вино се наоѓа вистината за Македонија. Во самото вино се наоѓа вистината за... Јас дојдов до еден заклучок дека самото име ја крие вистината. Но што може едно име како вино да крие, каква вистина може да крие? И почнав да размислувам, да барам етимологијата на самиот збор вино, на именката вино, и дојдов до фрапантен заклучок дека, еве, ти знаеш италијански, на италијански вино е повторно вино, нели? Да. Но во множина е вини. Вини, така. Вини. А кај нас еднина е вино, а во множина е вина. Но која е коинциденција дека нашата множина вина е всушност наша множина на вини. А вина или вини се всушност
е виновност, Така, виновност. виновност или престъп, или грев. Така ли е? Така, И така. сега ако ја поврземе она што пишува во христијанската, да кажеме, религија, ако врземе дека ниеден христијански обред не поминува без вино, од раѓање до умирање, од крштевка до венчевка, до Така, осветување централниот ритуал е Евхаристијата, односно, и нели, причеста е да, со но вино. се користи вино и таму пишува еден дел дека Исус рекол: јадете од моето тело од лебот и пијте од мојата крв од виното. Така, така. Значи, виното е всушност символика за крв Исусово, нели така, буквално е така напишано. А ако земеме ние, да кажеме, да видиме дека всушност Исус представува некој Бог, Божи син, како и да го наречеме, кој дошол на нас луѓето, нас грешниците, да ни ги земе сите наши вини, сите наши гревови. Така е и сега, ако е тоа има логика, нели, ако е тоа точно, тогаш доаѓаме до уште едно друго сознание, дека всушност веројатно и македонците го имат измислено виното на некој начин, патентирано, или некој кој што најмногу произведувале вино, па затоа им дале тој пилак. Во сите земји скоро е слично, барем европски земји. Јас знам у Персија не сосема другачие се кажува, например, нели? Но европски земји сите вин, вино, вајн, вин, не знам што и така нато, но има курзитет. Само во Грција вино има именка краси. И сега, со некои мои пријатели кои разговарам на таа тема, велят: тоа од руско иде краснаја, црвено, нели? Ама зошто они на белото викат пак краси? Леуко и левко краси и кокино краси. Тука доаѓаме до имањето на добра квалитетна зима во Македонија, односно имањето слана. Да објасниме зошто е различно македонското вино. Морам сега да објаснам, на кратко ќе објаснам, како се прави вино во домашни услови, пошто тоа го правам веќе неколку години, повеќе години, неколку. Значи, за производство на добро вино е потребно да се произведе добро и здраво грозје. Сега, за производство на добро грозје е потребно, како што велиш ти, сонце, и тоа ќе кажеме дека најдобри услови има во Африка. Таму кај што има многу сонце, да, но треба и вода. Сега во пустината или во доле сега да кажеме Јужна Македонија или по островите и така натаму, кај што нема врнежи од дожд, некој ќе каже, злонамерник ќе каже: па они можеле да го наводнуваат, пак имале вода. Добро, да, но сега си воти нешто друго. Речестите терени, покрај реки и така натаму, имат добри услови за вино, затоа што за да биде виното добро, грозето мора да биде здраво. А да биде грозето здраво, тогаш немале препарати за прскање, да ги прскаат со едно друго, туку ветриштата што дуват постојано, земем ние да кажеме зошто по Вардарскиот регион Тиквеш, Неготино, Демиркапија, Гевгелија, зошто се они погодни за вино? Имат висока температура, но имат постојан ветер, а ветрот не дозволува да се јават болести, прече се габични болести кои што се лепат од водата. Од водата, од големата влажност и така натаму, значи нема да се случи болести и ќе се створи здраво грозје. Сега, но има уште нешто. Сонцето е доволно, топлината е потребна да се створат шеќерни единици над 20, најдобро негде од 20 до 25-6, тука некаде шеќерни единици, не повеќе. Например, Португалија, Португалија е позната по своето порто вино. Веќе е тоа ликер. Да, порто вино е суштината тоа што квасните габи кои што треба да ферментираат виното, грозето да го претворат од шеќер во вино, во
они се пияни веќе после, не знам, јадењето на 20% или 25% од шеќерот, и другите до 32 до 35 не можат да го претворат шеќерот во вино и останува не ферментирано тоа грозје, тоест не се претворени шеќерите во вино и едноставно виното станува толку благо и толку со голем алкохол, што се викаш ти, тоа е ликер, веќе не е тоа вино. И затоа и Демостен нели вели, тие ли македонци, тие се и виното пијат неразредено. Сега, зошто па грците, а знаеме и хрватското приборје, зошто го пиеле виното разредено и денеска нивното вино не се пие ако не е разредено? Затоа што големо сведоштво имаме кај Хомер за тој ритуал на мешање на виното со вода. Секојаш ми бил чуден и несфатлив. Зошто? Зошто? Затоа што континентална Македонија има таква климатски услови кога во средината на септември некаде почнува гроздоберот, нели? И завршува до крајот на септември и некаде до кај 5-10 октомври завршува таа првата физичка ферментација, таа бурна ферментација на претварање шеќерите во алкохол, во вино. И сега тука има една многу важно правило. Колку тој процес е побавен, толку повеќе се задржуваат ароматите, а сите добри карактеристики потребни за виното, глицероли, боја, мирис, сите се наоѓаат во лушпата, во ципата на самото, во кожичката на самото зрно. И сега, колку таа ципа, колку таа лушпа, колку таа кожичка е подебела, толку виното е поквалитетно. Што би кажале французите, има поголемо буке. Тоест букет од секакви разни работи кои што ни се потребни да направиме доброто вино. А како се ствара таа дебела ципа или дебела кожичка? Кога последниот месец пред да се обере грозјето, ноќите се ладни, а деновите се топли, самото растение, како и ние, ако вечерта ни е ладно, ние што правиме? Облекуваме нешто подебело. Така и растението, да си го заштити плодот, само иницијативно става подебел слој на клетки во ципата да го заштити зрното, семката да го заштити, бидејќи семката е сушност целта на виновата лоза. Од семката може да се направи ново растение. И секоја мајка сака своето чедо да го заштити максимално и така само таму, кај што ноќите се ладни, пред берење месец дена, во тој процес на созревање на грозјето, само таму се прави многу добро вино. Сега, доле, кај што е топло, но надоле по островите, нели, кај што е исклучиво топло, се ствара доста алкохол, и Шпанија и Португалија. Се ствара многу процент на шеќери, се ствара алкохол, но нема ги тие елементи што го прават доброто вино. Ако одиме на север, од Србија нагоре, ако одиме да кажеме, до Дунав, ако било Македонија нагоре, ако одиме веќе, таму пак има многу дождови, таму ноќите се премногу ладни, ама не стасува сонцето да го созрее и да му даде такви пак карактеристики на грозјето од кои што ќе испаднат. Тоа има премногу дебела лушпа, ама нема зрели семки, а зрелите семки даваат зрели танини и го прават виното да биде како што треба. И сега доаѓаме до клучниот одговор на Крси. Кога ќе поминат тие денови на ферментацијата, кај нас се случува еден природен атмосферски феномен или климатски феномен, се вика слана. Паѓа слана, тоест утринска слана, паѓа температурата и под нулата и почнува, гледаме бело по полето, што се вика. Таа слана, паѓањето на температурата овозможува квасците да прекинат со својата работа. Бидејќи квасците, тие квасните габи го трансформираат шеќерите во вино, во винска киселина, сега ако тие квасци нема што да ги прекине, ако е температурата висока, како што е во сегашна Грција, да кажем, процесот на ферментација продолжува и се претварат во оцетна киселина,
продолжат во лимунска киселина, во јаболкова киселина и таквото вино станува кисело. А ти знаеш дека во источниот регион ние на кисело велиме Красато. крсато. Красато е вино. Значи, ние македонците, за да се разликува доброто од лошото вино, мораме да дадеме назив, мораме да дадеме име. Ова е краси или красато, а нашето е вино. И затоа Демостен вели дека ние не го пиеме разредено, дека тоа бил греф. Па нивното и без вода не се ни пие. Значи, морале да го раствара. И така да, дури јас би дошол до една констатација дека всушност територијата на Македонија е таа каде што може да се одгледува добра винова лоза, од која се прави одлично вино. Таму кај што се прави, таа е територијата на Македонија, бидејќи одамна македонците знаеле колку е стратешки тој производ за вино. Се не знам дали да го кажем и последното као доказна постапка, нели, ако кажам. Ајде. Уште тоа да го кажам, на некои може би нема да им се допадна, ама ти како водител и те бие таков глас на слободарско размислување, има уште нешто врзано со виното и со нашата македонска историја. Кога преди кажав за поврзаноста со религијата, со христијанството, не докажав дека првиот греф според религијата, според христијанството прават Адам и Ева. И они се избркани од рајот, бидејќи јаделе од забранетата овошка. И ние се сеќаваме на фреските кај што се прикажени Адам и Ева. Адам и Ева се голи, нели? Во нозете им се мота некоја си змија, нели? Таа лошата што го натерува Адам да направи греф. Адам ја испружува раката кон во висината, стоат под едно дрво, тоа дрво е јаболкница, нели? Има јаболки, и нас не учија дека првиот греф е всушност Адам што јадел од забраната овошка, но има мудрост, не кажа кој. Ако десното го врзиме некаде доле во Азија, таму нема јаболки. Значи јаболки има кај нас, но има нешто друго. Во минатото, грозјето не се одгледувало на шпалири, нити на одрини. Туку грозјето растело или како чокот, што би кажале србите, како на корен, тоа е екстензивниот начин, или најчесто во домашни услови се растело на некои дрва. Најчесто на јаболкница, бидејќи двете растенија не си пречат едно на друго. И ден денеска во селата, ако одете вие по селата, ќе најдете градини во кои што домаќините одгледуваат на самата јаболкница, имаат и лози. И во тоа лозија берат, прават вино или прават ракија. Значи, Адам и Ева се голи, нивните генитали се покриени со лисја, кои што се наречени од биле смоквени лисја. Ама не знам кој будала може да си стави на најосетливото место лист од смоква, поготово кој како дете не почувствувал таа млечката или млекото од смоквиниот лист, како може дупка да ти направи на кожата и со месеци да имаш проблеми. И тоа не држи место, прво таа логичка причина, втората причина, дали видел некој смоква кој се разлозува? Нема такво нешто, се разлозува само лозата, а лисјата на лозата и на смоквата се идентични, но се разликуваат само по големината. Значи, смоквините листи се покрути, поголеми од лозовите, но тие се идентични. И всушност ние доаѓаме до едно друго откритие, дека всушност Адам и Ева имале забрана да не јадат грозје. Иначе шо греф има ако јаболко јадеш? Јаболко така. Знаеш што е интересно, Костан? Интересно е дека после потопот за Ное се кажува истата приказна, дека ја открил виновата лоза, дека направил вино, се опил, па после неговите синови морали да го покриваат затоа што бил пијан. Еве, ако следиме истата таа приказна, и после потопот, првиот патриарх, нели, после потопот Ное, продолжува со виното, значи веројатно има некој континуитет. Ќе дојдеме до тој момент, само да докажам дека всушност приказата е следна.
тие господарите на виновите насади, кои што одгледувале винови лози, кои што го правеле пиелакот на боговите, нели, или пиелакот на господарите, на богатите, ако не давале забрана да не се кине, да не се јаде од грозјето, бидејќи знаеме колку е благо, сладко е, бебе сега почнуваше малку да зрее, значи, буквално ќе биде украдено и нема што да прават пилаци. Еве ден денеска в Бугарија, па дури имаше и тука кај нас, со стража го чуваат ноќта грозјето да не го украдат. Го идат, го крадат, буквално тоа е благодет, невиден благодет. А замислите како било кога немало пијалоци како сега што има тие другите. Замисли единствениот пијалок кој што може да го опие умот, нели? Единствен пијалок кој што може да направи среќен и кој што може да направиш веселба и кој што можеш војниците да ги частеш после победата. И не само тоа, во средниот век било интересно дека ако тие што пиеле вино биле здрави, тие што пиеле вода бидејќи била валкана, биле болни затоа што има инфекции. Па друго е уште повеќе колку црвеното вино допринесува да кажеме за здравјето на луѓето, колку е многу пожелно, поубаво и така. Тоа е баш друга приказна, но сепак сам да кажам дека приказната е дека он не бере јаболка, туку он сака да бере грозде кое било забрането. И таа забранета овошка. И тука доаѓаме до тоа in vino veritas est, што е латински превод на македонска, дека во виното е вистината, која ќе открие вистината за Македонија. Еве сега доаѓаме до ситуација дека прататковината на виното е Македонија, дека името вино го дават македонците. Етимологијата на самото име вино е Македонија, македонскиот јазик. Ако територијата на Македонија е најпогодна за одгледување, еве имаме и у Грузија, ние идеални услови имаме и у Грузија, имаме некаде во Персија исто на такви планински делови, но на едно место толкова територија, еве имаме и у Молдавија дури, но Молдавија била далеко, да кажем, од трговските патишта кои се укрстуват и не можела да биде, да кажеме, постојбина на виното. И тука сега врзуваме, доаѓаме до нешто друго, доаѓаме до христијанството, кои што нели ни кажат дека еврејска, дека не знам што, а всушност не може без вино да имаме христијанство. Не може без таа приказна. А она е врзана со Дионис, она е врзана со одењето на Дионис, он ја донел кобајаги од Индија, донел таа виновата лоза, што малку мене ми е малку чудно да кажеме, нели, иако Индија има многу климатски зони, веројатно постои некаде некое место кај што може да се одгледува винова лоза, но логиката би било можеби тоа е однело тука некаде, ја распространил насекаде. Интересно е дека Олимпијада, односно Олимпија нели била свештеничка на истиот тој Дионис. Толку култови за виното. И ден денеска Свети Трифун, нели, Трисмегист, тој најголемиот, нели, тоа кога природата се буди. Така да ние всушност имаме цела филозофија од која што после произлегуваат христијанското учење, кој се базира на развојот на виновата лоза. Тоа што во минатото, во антиката, се славеле тие баханалии, како и викат, кои што на вулгарен начин буквално завршувале со оргии, со не знам што, покасно во христијанство тие се на некој начин христијанизираат, се стават во некои рамки да се избегнат таквите богохулија, да кажеме тоа Содома, Гомора, едно друго, тоа неморалот, што е многу добро и многу логично, така е развојот на мислата, но континуитетот е Македонија. Значи почнува со винова лоза, во текот на историјата и со виното има различни значења, за ден денеска да го ставиме во некои рамки на христијанството, кое што без вино ниеден обред не можеме да... Дали е тоа основата на големата македонска економија која што довела до создавањето на империјата? Тоа што денес е нафтата, тогаш мислам дека било виното. Тоа е мојот заклучок, а виното најдобрата локација, најдоброто место до тогаш, до предпојавата на крстоносните војни, кога крстоносците доаѓаат од Франција, од Англија, од
од Европа доаѓаат тука и кога се запознаваат, кога вкусуваат виното, обичните тие војници, да кажеме, тогашните нивни великодостојници сигурно тргувале со вино, пиеле вино, но тогаш почнуваат масовно да биде осознаено виното и од тука се однесени лозовите насади, се носени по Австрија, по нагоре Италија, Франција и така натаму. И за жал кога доаѓаат тука селџуците, турците, отоманите или како и да кажеме, со наметнување на муслиманството, исламот, се буквално уништува традициите на производство на вино, се уништуваат навиките, се уништува, дури се прекинува таа нитката која што Македонија врзува со виното. И за крај да кажам дека кога тоа го кажува и Леонард Шулц Јена во книгата Македонија, кој што бил во 1918-16-18 година за време на Првата светска војна, некаде во Македонија бил и он е академик на Германската академија на науки и уметноста, кој што доаѓа овде да пишува за трговијата, за економијата на Македонија, кај што тој кажува дека Солун е главен град на Македонија и Солун е центар на трговијата за Македонија. Кон Солун одат, вика, многу значени патишта. Од запад доаѓа Вија Игнација преку Битола, северниот пат Скопје по Вардар преку Гевгилија оди до Солун, третиот пат е од Куманово, Штип, преку Радовиш, Струмица, Валандово и пак иде на Солун и вели вака. И последниот, кој што сега воопшто не е ни во употреба, ова на почетку на 20 век, но во минатото бил еден од најважните трговски патишта не за Македонија и за цела Европа и Азија, е патот од Куманово, Штип, Радовиш, Струмица, преку Петрич на устието на Струма. Но вика вака, поради алчноста на турските султани, поведувањето на големи царини и давачки на сувоземниот трговски пат и со, ова са најважно, со откривањето на морските патишта до Индија и до Кина, преку заобиколувањето на Африка, тоа е после 16 век веќе тоа случува, овој трговски пат постепенно губи од силата, така да денеска, од значењето, така да денеска тој пат воопшто не е ни во употреба. Значи, тој трговски пат, сушност, ја одредува повторно Бела на Беласица како главен град на македонците и тоа што го потврдува Евлија Челебија во 17 век, се уште тој трговски пат и тој панаѓур таму се случувал и се одвивал. Денеска во Банско, село Банско, Бања Банско, тоа е бања без име, и денеска панаѓурот или селската слава се случува точно на 22 март, кога почнувала трговијата и се случувала и таа трговија се одвивала 40 дена и завршува кога црешите зреат во мај месец некаде. Значи, 40 дена се одвивала таа трговија. Знаете ли како се вика селската слава во Банско? Свети 40. А се случува на 22 март. Новата година. Во село Банско е откриена темелите на најстарата црква во Македонија и е откриена зад хотелот Цар Самуил при копањето на темелите, е откриена така наречената римска бања, кој што порано имаше надпис, пишуваше Бела бања, а сега тој надпис го снема и не постои повеќе Бела. Но се уште постои чешма, кој што селаните велат дека е Бела чешма, а комунисти дадоа име Рѓава чешма или на наши Рждава чешма, лошата чешма, наместо да е добрата, сај дават Рѓава, таа недобрата, обрата конотација. Но останува за секој пат еден траен белег,
селото кај што се одвивала трговијата, кај што била локацијата на тој панаѓур и ден денес се нарекува Свидовица. Не според комунистичкото објаснување турците ги заклале сите мажи, па сите станале вдовици, оти на српски е Свидовица, значи сите били, нели, мислам, тоа е од службите, неки србин го ставил тоа, сви вдовици, туку она што ќе се свиде, што ќе го видиш и ќе си го земеш. И таму бил тој познатиот панаѓур на што го опишува Евлија Челебија. Така да причините кои што довеле за развој на Македонската империја, кога со откривањето на морските патишта, кога се појавила таа турска империја, кои ги уништиле трговските патишта, кога се појавуваат и други производи на пазарот кои почнуваат стратешки да бидат многу важни, веројатно трговијата се сели веќе во морските држави. Тога станува Италија, тога станува Шпанија, Португалија, тога станува Холандија, Англија, сите морски држави, европски морски држави стануваат богати после тој 16 век. Во конкретниот случај Италија како држава не постои тогаш, значи Венеција, Дженова, Пиза, значи поморските републики. Поморските трговски републики. Затоа трговијата почнува да се одвива по морските патишта, а не сувоземните. Така, плюс тоа крстоносците раселуваат виновата лоза насекаде, виното станува повеќе прочувано во Шпанија, во Португалија, во Франција и во другите, Италија. Македонија, веќе турската империја, скоро винова лози да не се произведува, се заборава тајните и начините на одгледувањето на виновата лоза и на производството на вино. И така Македонија губи приматот на трговска земја, бидејќи морските патишта стануваат приоритетни, бидејќи сега таму се пренесува тежиштето на трговијата како најдоходовна, најприходна гранка и Македонија буквално умира не заради клетите непријатели само, кои што се де факто постојат, да кажеме, со идеологија, со се друго, но и заради немоќта, финансиската немоќ, бидејќи веќе афионот не се ни одгледува, конопот веќе не се одгледува, вино може секој да одгледа, прави, а трговијата се преселува на морските патишта и така да морските држави сега стануваат империи, како што Англија, Велика Британија, еве сега Јапонија, Америка и така натаму, Соединетите американски држави. За жал, така постепено се губи силата, умирањето на Македонија, но останува нешто кое што треба ние да го чуваме, а тоа е македонштината. Таквата богатство, таквата империја, таквата сила на македонците, тие не ја злоупотребиле. Тие, кај што одиле, градиле патишта, градиле библиотеки, градиле градови, градиле болници, градиле центри за школување. Македонците се најгостопримливи и ден денеска, отворени за сите, за соработка. Македонците и ден денеска тоа што не краси, треба да го чуваме како аманет од тоа време, да останеме достојни на нашите предци што ни го поклониле тоа име. За жал, ние не разбирајќи го, тргуваме со него, тргуваме со се, си продаваме своите национални богатства, да кажеме, историја, си продаваме името, еве сега почнавме шумите, рудните богатства, водите, реките и така натаму. Она што сакав да те подсетам е дека ние имаме град кој што се вика по виното, значи Виница, и јас имам теракотни реплики на теракотни икони кои што сведочат за тоа, да, значи за култот на виното уште од древни времиња. Значи такав да кажеме збор два за тоа и после имам уште две важни прашања за кои што ако не ги поставиме ќе ни се налутат гледачите. Виница е доказ и теракотните икони се доказ за
за важност и значењето на виното. Ние сега од денешна перспектива не можеме да си представиме колку бил важен тој производ. Едноставно, не знам како да ви кажам, тоа традицијата и тајните за производство на вино се чувале и се пренесувале од генерација на генерација. Тој што имал вино, тој бил господар, тој бил значи многу важен. И буквално и ден денеска ние, ако земе Кавадарци Неготино виница, има, јас пошто и сум дел од таа винска приказна на еден друг начин, ги знам скоро сите винари, помали и поголеми во Македонија. Ние треба во тој правец да се развиваме, производувајќи вино, да бидеме како областа во Италија горе, планинската област, како се викаше? Пиемонте, да. Нели, Пиемонте да пиеш на планината, нели, или пијана планина. На наш би така би изгледал, не знам што значи на италијански пие. Ние знаеме што пие, нели, Монте планина. Значи во подножјето на планината Пиеди, значи стапала, и Монте значи планина, значи пред стапалата на планината, значи во подножјето на планината. Не знам, јас мислам оти тамо. Италијанската тамо оти и самата педија, нели, педија на педа е мало, нели, а педиатрија иде, нели, за децата, они малите, колку една педа што се, нели, и така на. Не битно. Беше збора за Виница. Виница има исклучително добар регион за производство на вино. И веројатно и во минатото, а и денеска е добар регион за производство на вино. Морфологијата, географијата на теренот, ветриштата, ридовите, климата се идеални и веројатно бил еден од центрите кај што се правеле добро вино и затоа и самото име Виница или Винце, некако, тоа би било, иначе Виница е малку после видоизменета транскрипција на, ако и читаме, тие зависи како тоа е Ц или К, ќе учитаме, нели, на тарекотите тамо што пишува и така натаму. Така да... На крајот, прашањето што го заготнавме на почетокот, зошто во сите тие градења и создавања Александар сепак оди во Персеполис, значи центарот на Персиската империја, за разлика од Египет, каде што не прави никакво освојување, не го вади мечот од корицата, оди во Персеполис и буквално не само што го разрушува, го пали. Тоа е предпоставка што ќе кажам, логичка по мојата логика на нештата, дека Александар всушност имал задача да ги обнови трговските патишта и да ослободи таа евроазијска зона од влијанието, од лошото влијание на тогашна Персија. Тој го спасува Египет на некој начин од персиска доминација, од персиската наезда и затоа е прогласен за бог, нели, во Шива, мислам беше таму. Шива, така. Или Сива, како му Сива, да, не е битно. Значи, кој знае како на македонски било името. Значи, веројатно, заради таа заслуга, нели, он го победува дари, па иде таму го прогласува за бог и на крај, веројатно, за да го уништи центарот кој што го расипал тој терк на трговија, патиштата на трговијата кои го загрозуват од и трговијата е всушност развој на сите региони. Веројатно тогашен Дарий и неговите предходници имале неколку постапки, историчарите што знаат повеќе од мене, пошто јас не сум историчар, веројатно направиле нешто кои ги загрозиле тие патишта и Александар, сакајќи за да не се повтори, значи тој град го уништува и целата администрација кој што била всушност загрозувачки фактор за развој на таа трговија и соработка, он сакал да го уништи, да направи нов поредок, тоест нови правила по кои што ќе се одвива светот, ќе се развива светот. Значи за тоа он, нели, богатствата нивни ги фактички ги користи за на лице место тамо да се развиват тие региони, но морал да го уништи системот кој бил закана за
за развојот на Евроазија. Така јас го предпоставам дека за тоа ги казнува. Низ начин, како што после колку века би дошле, околу 16 века, отоманите или источните луѓе, селџуците, можеби селевкидите, доаѓаат Цариград да го казат, бидејќи тој скренал од Божиот пат, тоест тој поставил такви, ако сеќаваме од историјата, кога венецијаните и другите европски млечките други трговци буквално поставуваат кој да биде цар во Цариград, и еден цар, сега не може да се сетам кој им се спротиставил, бил растргнат од 4 коња, бил растргнат бидејќи одбил да ги обслужува венецијанските трговци и така натаму. И ден денеска, да кажеме, трговијата се преместува на морето и вика тоа црното благородништво кој што уште од тогашните пари, крстоносците, знаеме за темпларите, знаеме за рицарите, едно друго, всушност, тие се плячкашите на тој свет. И Па всушност четвртата крстоносна војна е таа која што го уништува Цариград и практично падот е неминовен после тоа. Тоа се случува 13 век некаде. Кој ќе објасни зошто едно островче во Средоземјето е држава и таму се тие како се темпларите, нели се во Малта? Во Малта, да. Бидејќи тоа е на морскиот пат и дека тука они го контролираат таа трговија и затоа се толку силни. Нивното богатство кој што го створиле темпларите не можело да биде непожелно за Римокатоличката црква и биле обвинети за се и се што и на крај им го земаат приматот и се под контрола и ден денеска на Ватикан. Така, последното прашање, која сорта на вино, значи не зборуваме за кој бренд, кој име туку, која сорта на вино ти лично сметаш дека е најубавата сорта од Македонија? Има на вестината приказна, некаде 17 или 18 век во Сицилија, Јужна Италија се појавува филоксерата. Филоксерата е едно црвче, една гасеница кој што живее во земјата, кој што влегува бидејќи во тоа време се засадува винова лоза на начин кој што сечеш прачка, нели? А прачката, секој сечел прачката, знае дека внатре шуплива, нели, гранката од лозето, се ужилува, една година стои во песок и вода и она пушта жили и се засадува до година, се засадува и така имате нови лозови насади. Но кога се појавува филоксерата, тоа е црве кој што влегува доле во низ таа дупка и буквално изедува сршта и коренот се суши. Негде 16-17 век, не се сеќавам кога, на Сицилија, на Јужна Италија, масовно се сушат лозјата и низ цела Италија заради таа филоксера, а луѓето кои што живееле од лозарство, од винарство, буквално немале немаше да живеат, нели? И читат во Библијата и барат постојбината на виновата лози, таму во Библијата погрешно пишува дека од Месопотамија, тоест од Персија. И они собираат пари и одат со брод од Сицилија, одат преку Европа, тоест преку сегашна Албанија, Македонија, и треба да одат у Персија да земат првата сорта, таа Божјата сорта, таа најважната сорта кој што они мислеле дека е отпорна на сите тие болести, за да можат да продолжат својот занат. Минале Албанија, поминуват покрај местноста Белогражде. Во Албанија има местност Белогражде, не за тоа што таму има бело грозје, нели? Или отима не знам што, туку заради тоа што таму било убаво грозјето. Бела значи убаво, нели? И фрапирани они како можно тука да лозето ниедно не е болно. Поминуват подлабоко во Македонија, доаѓаат од Теквишијата, збунети, не знаат како да објаснат дека нема болни лозја. И останува тука една година, веројатно можеби уште една, да направат корени, да направат се што треба и после неколку години носат товари и товари, веројатно направиле и некоја трговска сделка да нашите почнат да им произведуваат корени од некоја сорта
ја носат таа сорта во Италија и така во Италија се повторно ренесанса, нели, повторно се раѓа виновата лоза и така натаму и виното, винската индустрија и италијаните тоа вино и таа сорта ја нарекле примитиво. Ти знаеш што значи примитиво, тоа е првото, примитивното, важното. Таа сорта во Германија, во Америка, во Австралија се нарекува Зинфандел, а знаеш кај нас како се вика? Кај нас се нарекува на ист начин како и омилената сорта на вино на Александар. Омилената сорта на вино на Александар се нарекува Акрато. Нормално, припишувајќи ја сгрешено, а ние таа сорта ја нарекуваме Кратошија. Кратошија значи кратка шија, краток врат. Карактеристиката на тој грозд е тоа што дршката што го врзува со гранката е карактеристично кратка, многу мала за разлика од сите други сорти и затоа се нарекува Кратошија. Веројатно, Кратошијата е најстарата винова лоза во Македонија, од која што се израѓаат сите други сорти, а на неа најблизок роднина е вранецот, кој што за жал нас не учат дека дошол 50-те години од Црна Гора, нели, и престојбината на вранецот се уште ден денска запишено дека Црна Гора, затоа што нашле најстар корен таму, а тоа не е точно. И затоа за мене, ако сакаме да пиеме култно вино, ако сакаме да пиеме од најстарата сорта, од таа примитивната, од таа најдобрата, за мене би требало акцент да ставиме и да научиме како да правиме добра картошија. Картошијата е пород доволно силна, но доволно скромна да даде резултат квалитетен, ако се одгледува правилно спрема условите кои што и се потребни за неа. Така да со тек на време од таа картошија се раѓа пред се вранецот и после доаѓаат сите други сорти. Ако белото вино не го ни рачунаме за вино не е освежителен пијалок, како предигра за да дојдеме до виното, а тогаш за вистинско вино јас би го проглашил македонска гордост и треба да го брендираме, треба да го заштитиме како македонско вино. Тоа е картошијата кој што за жал се уште не е на доволно ниво и ако утврдиме оти, ако кажеме, што кошта ако кажеме ние дека тоа е виното на Александар? Зошто да не направиме реклама? Кој ќе ни забрани или кој ќе ни па докаже оти не било така? Можеме да си укажеме ние дека е картошија, но сега веќе науката и толку години вкрстување на сите вина, доаѓаме до сите тие класици на вина, од Мерло, Каберне Савиньон, Сира. Сирата е фактички персиско вино, кој што австралијанци зимат, има град, Ширазо, не, да, Шира или Сира исто е. После имаме, нели, Каберне Савиньон, па имаме Каберне Франк, па имаме Савиньон. Савиньон Бланк и Савиньон Бланк не би кажал, бидејќи не сакам белите сорти да ги кажам, најпрочувана сорта е Добро, би имаме француското Бордо. Тие сите се изведници од нашите сорти, така да за мене едно од најмистичните вина, кои што јас лично и тоа го произведом, е Петит Вердо. Не знам, името, самото име на француски значи мало и зелено, мали се зрната и е зелено до последно, он последно зрее, што значи има најмногу упиено сончеви зраци, најбавно зрее, што значи дека има најмногу шанса да семките му бидат зрели. Како се утврдува кога се бере грозито? Кога има црвеното, говориме, дебела лушпа, кога има одреден број на шеќерни единици потребни за вино, на 22, 3, 4 идеално, и кога семките се кафеави, кога ќе ги грицнете, да ве подсеќат на кафе. Тогаш може да го берете грозито под услов да биде здраво. Не смеете
една твоја забелешка кон твоето прашање претходно што кажа за зимите. Денеска, верували или не, грозје се одгледува во Финска, во Норвешка, во Данска, во најладните, да кажеме, северни регион, Шведска и така натаму, како што се одгледува и у најтоплите краишта. Науката може се, нели, и се добиваат дури некои добри вина, но тука се и се што е во и хормони се упрашање се, но само да ви кажам и за информација за тие што се занимаваат со вино, немој да го оптеретувате коренот со многу род, ќе му даде толку колку што он, ако не е врзан на ограда, на тој телот, ако не е врзан, да може сам да си го носи својот товар. Толку треба да му оставите. Колку што е дебела дрвцето што е, колку што е дебело, проценете дали тој род што му оставате може сам да си го носи без да има жици. Ако може да си го носи, толку род оставете. Коренот ќе има доволно време да го зрее грозјето, да ги зрее и семките, што за кореното е најважно да бидат зрели семките. И неговата цел е, кога има зрела семка, од неа може да има нов корен. Целта на коренот и на стеблото е да направи потомство. Ако ние оставиме премногу род, он, мајката, ги исранува своите деца, им дава се и се што, но есента доаѓа, нема сонце доволно веќе, нема денот е пократок, не може да ги исхрани своите деца, останува до касното мајката активна. Го истоштувате коренот, го истоштувате организмот, соковите се уште се горе и кога ќе го оберете вие, пошто чекате до крај, нели, да стасат гроздјето да зрее, вие го берете многу касно. Кога ќе го берете при крајот на октомври вие гроздјето. Во ноември може да има мразиви, во декември исто така. Внатре лимфата или соковите се уште не се повлечени во коренот, тоа е кога или природата имаме ние комарате и кога не раѓа Аранџелов ден кога се повлечуваат соковите. Ако се заварат, ако се зимата дојде порано студеното да замрзне, тогаш во самата прачка останува доволно влага, пупките кои што треба мајката да ги зрее за до година да раѓат, тие треба да се повлечени од соковите, да им се повлечат и пупките да бидат суви. Но можете вие тоа да направите само кога ставите помалку род. Ако мајката има време доволно да и повлече соковите, да ги направи пупките добри за до година, тие што се, не знам како се викат другачие, да нема сок во коренот и они нема да измрзнат. Дали ова се постигнува? Сега сум видел дека во Македонија обично веројатно заради повеќе род наместо една се оставаат две прачки кои што се врзуваат после, тоа значи повеќе род, ама веројатно и значи вакво истоштување. Во Италија сум видел дека се остава една прачка, што значи дава помалку гроздаци. Така се уништува коренот, наместо да трае 100 години, нема да трае ни 25 години. Кога ти еден корен го истоштуваш секој година, му даваш вранецот, раѓа многу, после 7, 8, 10, 15 години, он се исушил. Толку ти си го уништил неговиот век на раѓање. Ти си го уништил коренот, си уништил стеблото. Ти си идиот што тоа го правиш, бидејќи ти не го жалиш, не му даваш толку што треба. Тоа е како едно магаре кога претовариш, тоа ќе умре, ќе цркне. Тоа исто и за секој друг организам. Значи, немој да го оптоварвате. Мерката е, погледнете, размислете дали тоа стебло може толку грозје да носи ако е само. Тоа, така нашите македонци на чокот, што викат србите на стеблото, остават 3, 4, 5 гроздови, колку што е стеблото цврсто. Колку стеблото е подцврсто, тук ќе дадат поквалитетни тонови, нијанси, глицероли и вкусови на самото вино. Виното ќе биде добро ако ставите помалку род, некаде да кажеме некои велат, и тоа на стебло постаро од 8 години.
8-10 дури на западот има едно правило, после 15-та година стеблото е доволно старо да даде квалитетно грозје. Значи, како што маслинките им треба 15 години да стварно да почнат да радат, така и на виновата лоза и треба 15 години да даде врвен квалитет. А до 15 години оставате помалку грозје, стеблото да стане посилно, корените да станат подлабоки, не го истоштувајте, оно ќе ви раѓа уште повеќе. Папките ќе бидат зрели, зимско мрзнење нема да имате и на крај крајва единствено нешто што може да се плашиме од утринските пролетни мразеви, кога температурата се качува преку дента, лозјот се буди и може тогаш да измрзне. Но ако садите од 400 метра нагоре лозја, тоа нема се случи, бидејќи таму се уште поладно. Имат правила некои кои што треба да си спазиме и на тој начин ќе добиеме квалитетно грозје, ќе си зачуваме коренот, тој ќе има постприроден циклус, затоа имаме трифун, затоа имаме точно кога се крое, колку се роже и како се прави. Имаме тие правила, ние сме во процес на осознавање како да направиме врвно вино. Врвните вина во Македонија, вината се тотално различни од сите региони. Постојат региони како што е Перу, како што е Јужноафричката република, како што е Австралија, Нов Зеланд, Калифорнија, Грузија, Напа Вале во Калифорнија, но тамо е тотална индустрија. Значи, тотална индустрија, значи, со такви примеси и додавки на виното, кој што виното е направено допадливо да може да се продаде. Но, како што рекол на времето Демостен, само во Македонија се пие вистинско вино, неразредено, и сега ние таа традиција треба да се чуваме, да го правиме виното на сосем природен, правилен начин, како што правеле во античка Македонија. Картушијата е една од мој фаворит, да кажеме, на вино, а од модерните Петит Вердо. Костадин, ти благодарам за ова прекрасно видео. Благодарам и на вас за можноста да кажам моето мислење за тај тема.